Од денес платежната агенција го активираше системот и земјоделците можат да аплицираат за нови субвенции, изјави директорот Никица Бачовски. Рокот за доставување на барањата е до крај на мај годинава. Барањата за мерките од растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства и системот за идентификација на земјишни парцели. Барањата за мерките од сточарско производство за говеда, овци, кози и пчели се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни со состојба на денот на поднесување на барањето. За разлика од лани, годинава агенцијата стартува со поголем буџет и пари за земјоделците ќе има повеќе. Купната сума која што ни е на располагање е околу 5 милиарди денари, кои што по она што го имаме како утврдена динамика на исплата на субвенциите ќе почнат со исплата некаде на почетокот на наредната година. Добрата вест за земјоделците дека субвенции годинава ќе има повеќе, надежта ја става во сенка, бидејќи добар дел од нив субвенциите не ги добиле ниту за лани. Зошто е така? Бачовски објасни. Ако порано завршуваше откупот во април и тутунот се исплаќаше во мај, сега кога заврши во март, тутунот веројатно ќе се исплати во месец мај. Освен овие, врз основа на изгласаниот петти пакет мерки, на агенцијата на располагање ќе бидат ставени уште 5 милиони евра. Вкупно според Бачовски, лани агенцијата исплатила 99,7% од средствата, односно од 7 милиарди денари.